капитален објект. Ја прво сакам денеска да заблагодарам и на генералниот секретар на ФМРДБ за неговата присутност, воедно и пратеник на Републичното собрание, на пратениците кои се присутни, советниците и нашиот раководен тим во ЈП Комуналец. Бакотрпна работа која што ја спремаме подолго време, бакотрпна работа во делот на инвестицијата и проектирањето на самата хидроцентрала. Сами знаете дека првите хидроцентрали се изградени 2002 година на системот Лукар за водоснабдување на општина Кавадарци. Тоа е еден благодет кај што морам да спомнам на нашиот господин Маријан Ѓорчев кој што потекнува од Кавадарци, и тие 4 мини хидроцентрали се изградени во 2002 година со капацитет од инсталирана моќност од 1,5 мегавати. После долго време од 2002, еве 20 години, успеавме да изградиме 5-та мини хидроцентрала заедно со јавното предпријатие Комуналец и со стручниот тим и раководен тим кој што го има. Ова хидроцентрала е собственост на општина Кавадарци, односно на јавното предпријатие, каде што приходите од самата централа со инсталирана моќност од 150 киловат на час енергија производство ќе се вливаат во јавното предпријатие Комуналец. Благодетот е само на жителите на општина Кавадарци и на јавното предпријатие Комуналец со ваквите инвестиции во право време, во економска криза енергетска криза во делот на пазарната цена на енергијата. Ова е единствениот начин на обстанок на јавното предпријатие и на општина Кавадарци, а да не биде на терет на жителите. Општина Кавадарци благодет на 4-те мини хидроцентрали и на оваа 5-та која што денеска е пуштена во употреба, има најевтина вода во Република од 18,5 денари по метар кубен за вода, а тоа е по регулаторна комисија само заради приходите од хидроцентралите. Од енергијата која што ја произведуваме по гравитационен систем и е брзо обновлива инвестиција. Инвестицијата од 23 милиона денари, која што денеска ја обелоденовме и ја пуштивме во работа после 7 месеци изградба на централата, е со најсовремена технологија и опрема, која што се каже после директорот. Меѓутоа, гордоста и радоста е кај мене што едно јавно предпријатие, една општина, за пример во Република Македонија, каде што остварува добивка, остварува сите обврски према граѓаните и праве профит во интерес на граѓаните. Реткост во државата, каде што во моментот другите јавни предпријатија, за жал, во многу други општини се во завидна ситуација или со блокирани сметки или неликвидна состојба. Ја ве убедувам дека јавното предпријатие ќе продолжи да работи во таа насока и благодарение на претходниот директор Ѓорго Ѓорџи Попицов и сега на новиот директор Родранче Клинчаров. Така да тимот кој што функционира и работи во јавното предпријатие е објективен и ќе работи само во интерес на граѓаните. Нека им се среќа централава, ова е централа на општина Кавадарци, на сите граѓани, каде што пак ќе кажем е реткост во било која прилика да се има тоа. Директоре, коментар на зборовите на градоначалникот, некои технички карактеристики за централата. Централата, како што кажа градоначалникот, е со 152,3 киловати производство на час. Нето патна прием имаме од 57,5 метри. Водата ни доаѓа по гравитационен пат. Опремата што е внатре вградена е со одличен квалитет. Водата како влегува, така и излегува. Нема онечистување на водата. Значи, таа е чиста како навлезот, така и на излезот. Користиме опрема, генераторот од Марели, италијанска врховска фирма, исто трансформатор, значи Шнајдер Електрик, значи се што е употребено во централата е од добар квалитет. Имаме ли кадровски потенцијал за одржување на ова и на 4 централи? Има. И до сега обстојуваме, и од сега мислам дека нема да има проблем со одржувањето. Добро. Сајковски, денеска дојдовте во Кавадарци, обновливи извори за електрична енергија. Во вистинско време се пушта ова централа во Кавадарци. Најнапред ми представува голема чест и задоволство што денес тука во Кавадарци се пушта една значајна инвестиција која што е резултат на напорната работа на градоначалникот на општина Кавадарци, на јавното комунално предпријатие, а која е голема придобивка за сите граѓани на Кавадарци. По пуштањето на употреба на зелениот пазар
фотоволтаичната централа тука во Кавадарци. Ова е трета голема инвестиција за многу краток период, што е значајна инвестиција, што е голема инвестиција од 23 милиони денари и која што инвестиција директно ќе помогне на сите граѓани на општина Кавадарци. Покрај оваа голема економска, финансиска криза, општина Кавадарци е најпозитивниот пример каде што покажа како треба да се работи. Овој пример го следат и останатите градоначалници на ВМРО ДПМН во Македонија, но овој пример за жал не го следи централната власт, која што и покрај тоа што располага со многу големи ресурси, не ги употребува во правилна насока и работи директно на штета на граѓаните. Затоа ние повторуваме во многу наврати дека е потребна смена на власта и потребно е да дојдат вистински луѓе на вистински места, за да може позитивниот пример од Кавадарци да се преслика на цела територија на државата и на централната власт. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.